Добро вечер. Четврток 20 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Баско Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 62-63 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Втор дел на интервјуто со Павле Трајанов, едно тврдо интервју, трае 61-62 минути. Погледнете го интервјуто на актуелни политички случувања. Како Павле Трајанов дознава дека се прислушкува во Република Македонија, Никола Груевски, падот на Никола Груевски, Зоран Заев, тајни преговори со Зоран Заев, зошто сега го напушта бродот кој ќе ја донесе Македонија до Брисел и Европската унија или бродот кој тоне, 62 минути интервју со Павле Трајанов, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Павле Трајанов. На политички теми ќе биде ова втора емисија. Понеделната беше нели малце евоциравме ко стари луѓе спомени на тоа што било изминатите 30 години и сега име што се случува денес во Република Македонија. Дали Трајанов ќе репризира, ќе погоди како 2015 или сега ќе промаши, бидејќи 2015 година напуштате коалицијата со Никола Груевски и од 2016 од 2020 година не сте пратеник во македонскиот парламент, сега не една година пред избори, ако се редовни избори, напуштате владината коалиција. Ќе погодите или ќе промашите сега? Па, апсолутно не се мотиви за тоа дали треба да се погоди или промаши. Тогаш кога ќе се случат некои процеси кои што апсолутно се спротивно на обидувањето на Демократскиот сојуз, ние сме автентична самостојна политичка партија, за сега е прашање граѓаните свој став, тој став го презентираме во јавноста. Значи 2015 година, тогаш кога добив информации дека има масовно прислушување во Македонија и дека дел од тие информации се трансферираат, значи дел од тие податци се трансферираат од Министерство за внатрешни работи во штабот на Социјалдемократскиот сојуз. И јас за тоа масовно прислушување прв го предупредив Владко Ѓорчев, втор Илија Димовски и покасно Груевски. Викам дека имало масовно прислушување, се злоупотреба од системите за прислушување во МВР. Пред да има разговор помеѓу Заев и Груевски, кој оди Заев да го предупреди дека Тоа е септември 2014, така? Да. Првата средба ше помеѓу нив. Значи пред првата средба јас добив информации дека во штабот на СДСМ на големо се прислушуваат разговори, се слушаат прислушуваните разговори. И тоа се пренесе. Тука предупредив. И јас имав информации, како и сите што имаме, дека се злоупотребуваат тие системи, ама дека толку масовно се злоупотребуваат, не можев ни да замислам камоли тоа да. И тогаш кога се обелоденија тие прислушување разговори, јас прв имав интервју со еден новинар од телевизија Телма и прв кажав, никој тоа не беше го спомнал до тогаш, дека за прислушувањето се злоупотребени системите во Министерството за внатрешни работи. Значи нема жолти комбења, значи нема ништо. Системите во Министерството за внатрешни Изворно добив информации дека бидејќи се заинтересирав за тоа, добив информации потврда дека се злоупотребуваат системите. Тука што е интересно сега, дека во суштина двете политички партии ги прислушувале тие разговори. ВМРО ДПМН најмногу, имале голема контрола на сите тие процеси. Корисници биле Сашо Мјалков, некои други околу него или помагале, но исто така и председател на влата Никола Груевски. Дел од тие прислушување разговори биле трансферирани во штабот на СДСМ, тука Верушевски и Заев, но и некои други ги прислушувале тие разговори. Практично ние имаме паралелно слушање и позиција и опозиција, но одговорноста е на власта. Но клучно е дека и Заев преку Верушевски исто порачувал кои бројови да се прислушуваат. Заев порачал кои бројови да се прислушуваат? Делот веројатно во мал обем, но единствено што имаше јавно кажување дека тие барале да го прислушкуваат Груевски, Никола Груевски, за да знаат он што работи. Опозиција да барала тоа. И замислете сега каква била состојбата во тоа време. Бидејќи ние не слушнавме телефонски разговори постари од 2013-2014 година. Ова се случува 2014 година се случува. Дека имало порачки да биде прислушкан Никола Груевски. Но
се прислушкувани по барем на СДСМ некои броеве од носителите на функции. Така да се измешале, но речеме 99% одговорноста паѓа на ВМРО ДПМН на тогашното раководство и кога ги обелодонија разговорите на тоа што содржат тие разговори, тогаш и господин Груевски, но и други се јавува, меѓу другите и Никола Тодоров тоа време, ја да излезам во јавноста и да тврдам дека овие разговори се од странски служби, космички сили и така натаму, јас таква улога, жолти комбиња. значи да бранам тоа што не е одбранливо. Тоа ќе И напушта. тука беше судирот, ја реков дека тоа не е. Разговараме 2 пати или 3 пати со господин Груевски, ја му реков дека ова сега вие што го презентирате, ми даде еден извештај од израелска компанија, во која што тврди дека тоа се жолти комбини, странски служби и така натаму, дека прислушувањето не е од Министерството за внатрешни работи. Јас разговарам и реков дека овој пристап на развлекување, на непреземена одговорност, дека лошо ќе се одвива, јас нема да учествувам во овој процес. И така се раздвоивме. Тоа беше главната причина. Значи, тоа е Масовното прислушување, не можам да прифатам да бранам масовно прислушување на десетици илјади граѓани, се кршат основните човекови права. Ја тој процес да го поддржам, да останам дел од власта. Инаку, како сите други што направија, можеш ја да останам апсолутно и ВМРО уште ќе беше на власт. Ја направиме после партијата, моите пријатели, кои што сме имали исти став делили, голем број на новинари, од владен сектор, сите бевме во сериозна кампања околу тоа да го судиме, за да не се случи што викаше Заев, да не се повтори тоа. Значи, тоа е спорот. Така да не можеме сега да ги поистоветуваме тие работи. Ќе направиме анализата и дистинкцијата околу целата работа. Овој Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, нели, кој заедно со Верушевски, сега нели се возобнови или реобнови случајот, нели, на прислушкување во судските коридори. Се води повторно или постапка. Вие ги знаете, во ваше време се во Министерството за внатрешни работи, вела дека Лазаревски е еден од експертите. Ѓорги Лазаревски подобро го познам, другиот не толку вака. Бидејќи тие ги излекуват информациите или прислушуваните разговори, му ги дадат на Верушевски, Верушевски после ги обработува и то заедно со Зоран Заев се бомбите или вистината. Но се повторува. Значи, 2001 година, кога големото УВО, истите актери се зборувам од СДСМ, истите луѓе се вклучени. Исто, значи Зоран Верушевски, Ѓорги Лазаревски. Па не знам за Ѓорги и други, да не Зоран Верушевски ви се појава во дата случај. Кажавме во претходната емисија кој се бил вклучен во тие процеси. Значи се повторува целата работа сега, но во многу помасовен обем. Така да. Тоа е. Ако ви Ѓорги Лазаревски, не знам, мислам дека тоа и они јавно го презентира, дека имало притиск врз нив, меѓу другите броеви да го става за прислушување Никола Груевски, они тоа го одбиле. Не го прифатиле. Гледате, ако вие напуштате ВМРО 2015 година, а имате информации 2014 година, врз база на тоа масовно прислушкување, и ако сега нели ја напушта тоа владина коалиција, нормално дека анализите се дека ќе влезете во некоја коалиција, дека преговарате со Мицкоски, преговарате со ВМРО да помне, дека сте дел на тоа ново мнозинство кое се правеше, нели ќе го анализираме тоа во тек нова емисија. Што е сменето во ова ВМРО да помне? Вие ги имате таму Антонио Милошевски, го имате таму Илја Димовски, го имате Александар Николовски, го имате Христијан Мицкоски кој бил прв човек на електростопанство кој на конгрес во Валандово со подршка на Груевски, со подршка на Мјалков, доаѓа на власт во ВМРО да помне. Сакам само поентата да кажам, ја после ќе ви оставам простор тоа да го кажете. Па ги слушате бомбите и телефонските разговори, односно тоа што го разговарат Зоки Милевски, Кичевскиот или Кичеецот со Христијан Мицкоски, кај што нели треба порака кон Орце Камчев да се прати, кај што Мицкоски експлиците во тие разговори вели, гледате ли што јас правам? Се борам да пропадне специјалното јавно обвинителство. Па тоа специјално јавно обвинителство вас вие всушност продолжениот процес кој произлега од бомбите. И вие никаква промена немате во таа партија. 4 години таа партија блокира се живо и диво во државата за да застарат тие судски процеси поврзани со бомбите и прислушуваните разговори. И вие со таа партија сакате да ја донесете власт или да правите некоја коалиција со нив. Кај ви е принципиелноста во целата работа? Значи, ние имаме исклучително принципиални стави, и јас како президент на партијата.
че ние се одлучиме да одиме заедно со СДСМ на избори врз основа на програмски определби. Што е сега сменето? Не, зборувам СДСМ. Добро, вие 2020... Ние разговаравме 2020 година, Отидовме на избори. доставивме во писмена форма кои се нашите приоритети и основа за да одиме со работа. Што Тие ги сега, прифатија. што сега е сменето? Сега се добива печаток дека вие... Не е ништо сменето, проблемот е тоа што СДСМ, господин Заев, не се потруди ниту еден од тие приоритети да ги реализира, да ги имплементира. Еве, еден од главните приоритети кои што он на големо го прифати и јавно тоа го објавуваше, дека Македонија ќе биде една изборна единица. Тоа го блокира. Тоа е клучно барање. Едно изборна единица. Беше, ќе направиме реформи, ние имаме детална програма. Добро, можеме ли реформи, точка по точка? систем. Можеме ли точка по точка да ги анализираме? Само да ги кажа вака грубо, ајде, после ќе ајде. На судскиот систем реформи и направиме закон за да се преиспитат, да се повтори постапката за монтираните судски процеси. Зборуваме за процеси за времето на ВМРО ДПМН. Тоа го спречи СДСМ. Законот помина на комисија во парламентот. Значи, трета работа. Зборевме проектот ДЕКРИ, војна против корупцијата, дека ќе го имплементираме и дека ќе започне силна борба против корупцијата. Не специјално јавно обвинителство кое што работеше. Него закон. Него дека сите овие 7 институции кои што примат огромни средства трошат, примат добри плати има дека тие ќе ги стават во функција да работат против тешките облици на криминал. Кажете ми, од овие институции, која отвори крупен случај? Отвори специјално јавно обвинителство, благодарение со пак повторно тие вработени од овие институции кои што беа дел од тие тимови што се работат. Сакам да кажам, еве 3 работи. Кажете кои од овие работи ништо. Ајде, една по една ќе анализираме. Вие имате барање. Само сакам да кажам ова околу тоа. Со ВМРО ДПМН немаме никакви комуникации. Ќе ве прашам. Не прашате. Немаме комуникации. Ова наша одлука е автентична, самостојна. Никој не партиципирал во граденето на ставот наш како партија, што понатаму ќе правиме. Со ВМРО ДПМН, како и се други добари, јас сум подготвен за комуникација, соработка, но ние си имаме врвни приоритети други. Не разговарам, не преговарам за било каква соработка за следните избори. Ќе видиме тие што ќе ги поддржуват проектите на Демократски сојуз, бидејќи се тие во функција на отварање на процесот за побрзо прифаќање на имплементација на европските стандарди за Европска унија, со тие можеме да разговараме, да сработуваме. Но ќе се види сега, оваа година ќе бидат на тест политичките партии кои се за вистински реформи и за влез во Европска унија, а кои се во суштина само да зборат во јавноста вербално, а ништо да не. 2 минути 3 ви дав да направите една анализа кои се причините. Ај се една по една точка. Една изборна единица. Сте имали ли разговори со Али Ахмети околу една изборна единица? Бидејќи сега како што стојат работите, ако се заостри конфликтот со огнените момци, бидејќи тамо во Тетово е партијата Беса на власт Билал Касами, лесно може да се случи ако Али Ахмети влезе во некој изборен процес, прв пат да не добие 6 изборна единица. Може да се случи, може да не се случи. Не говорам, нели, правиме хипотетичка политичка анализа. Во таква ситуација можеби на Али Ахмети поише му одговара една изборна единица. И ако сака да прави европска коалиција со СДСМ, да има една изборна единица. Подготвен е Али Ахмети да го усвои тој ваш предлог за една изборна, бидејќи како што јас имам информација, Али Ахмети го убедил да останете во владината коалиција. Дека ќе биде прифатена тоа барање околу една изборна единица. Имаме разговори околу франскиот предлог, 3 средби со господин Ахмети и други се разбира, не само со него. Во една прилика кога законот беше актуелен за една изборна единица, разговараме во парламентот, ја му разговарам, викам што е проблем што вие го кочите овој закон. Со една изборна, тие барат 3 изборни единици, нели? Тие бара правенство статус кво и бара поширок политички консенсус околу ова прашање. Јас сакав да видам кој од партиите ќе го поддржат објективно тој процес. ВМРО, ДПМН и другите помали партии го поддржаа сите. Добро. СДСМ искажа резерви и меѓутоа нивното објаснување беше дека треба дуи да се сложи. Тренов. Ахмети ова ми го рече. Ајде. Вика, Тренов, штом поминал закона на комисии, ќе се договориме
и века се сложам да се одржи пленарна седница. А чакмите ви прифаќа. Да, вика да се одржи пленарна седница. Кога ќе биде период на јавна расправа по законот, тогаш да видиме, може да разговараме околу некои други прашања, околу не знам колку да биде цензусот за Добро. секоја партија. Меѓутоа, по тоа ја заклучив дека СДСМ нема искрен пристап на Добро, нова бидејќи има прашање. голема коалиција. И сметате дека Сака дел да од задржи малите коалицијата. партија која е неизборна единица, дека би останале Ќе во имат коалиција. можност, може да останат, може да се настапа самостојно или може повеќе партии, што е моја исто така идеја, да се организираме и ако една изборна единица, ВМРО е значи ќе имаме прв пат после толку години промена во Македонија. Да, Не направено. можат овие партии што имаат сега монопол, што имаат системски предности во закона за со избори. пари, со избори, со закони така А ни со законот. Тренов, ВМРО ДПМ е лидерска партија. И тамо таа партија нели инвестира во имиџот, во рейтингот на лидерот. И дека за нив е можеби проблематично да имат 6 лидери во изборната кампања. Не знам, во секоја изборна единица да имат поодреден лидер и целата кампања да се води. Не знам како што беше Дурловски. Да. Пред 3 или пред 4 години, па не знаеше пато да окаже за градско или така натаму и така натаму, туку сега шпицниот кандидат за градоначалник, како што го нарекува Даниел Арсовски, или шпицниот премиер, како што беше на изборите 2020 година, сега да ја носи целата кампања. Може би, на ВМРО одговара да има една изборна единица. Вие сметате дека СДСМ не им одговара, бидејќи има помали партии, Маја Морачанин, дел на турски, дел на ромските. ЛДП, турски партии, ромски. Добро, ЛДП се така напред натаму. промената на чело на партијата, Горан Милевски го испратија на топол оброк амбасадорски во Словенија. Го фатија тамо некои братучетки, стрини, тетки, комши, балдарски пријатели тамо средства некој правил, како е во Република Македонија, тоа е ситен криминал, или индици за ситен. Индици, ајде да не бидеме гонети за ситен, за ситни некои пари и трансакции. И сега ЛДП си е конструктивна, кооперативна и вие имате самоодреден проблем околу целата работа. Меѓутоа, ете, вие влегувате во СДСМ коалиција 2020 година. Да. И гласате сега против бугарскиот предлог. И се добива впечаток во јавноста дека вие поради бугарскиот предлог, а не поради овие 3 принципиелни, како што велите, точки, ја напуштате владината коалиција. И ја напуштате во моменти кога на Мицкоски му е животно потребно гласањето за бугарски предлог да не стигне во македонскиот парламент. 2 месеци Мицкоски го најавуваше новото мнозинство од некаде почетокот на јануари, кога Кагеровски излезе аферата за средбата во СДСМ и течени из ногавици на Зоран Заев. Бевте ли вие дел на целиот тој пакет на Христијан Мицкоски? Не. Никош не сум имал комуникација, средба со 3 било пати на кој. ден сте се слушали на со Мицкоски, така сите велат. Нема, значи тоа апсолутно. Може да ги проверат линиите. Немам никаков повик од Мицкоски, нити јас сум го барал, ниту било кој од ВМРО да Ама помага. вие полицаец сте, како се нема од ваш телефон да се јавувате, вие сте школован човек. Нема, не, веројатно 30 години знаете како тоа се Знам прави, дека како не, тоа се значи, избегнува. јас сакам да зборувам искрено, објективно. Да имало средби, да имало контакти, ќе ги признам. Како што мене ме обвинуваат тогаш и во СДС, кога правеше ново парламентарно мнозинство, имаше стравување дека и Тренов ќе оди таму. Јас моите стави јавно ги Говорите за 2021 година, 13 Тогаш ќе ноември. кажав дека јас сум во коалиција предизборна со СДСМ. Тогаш ќе и ќе ја преговараш? делам судбината на тогаш ја не прифатив никакви разговори. Кој ви нудеше? Никој не ми нудел. Јавно ме повикува. Ми добро, ако не ви нудел, како не сте прифатили? Значи, Па не, ама јас значи, јавно се декларирав. Не ви се обратиле тогаш. Јас јавно кажав. Секаде кажав, јавно и во парламент, дека не. Ацо Николовски, Александар Николовски не ви нема се да јави. учествувам. Тој нема- беше. Не, Човекот на Груевски водеше операцијата 2021 година. Имаше стројници што доаѓаа. Знаете, господин Мицкоски сака да се виде, ама тие стројници знаете какви се, тие посредници на Мицкоски ќе му речат, абе Тренов сака да се виде, на мене дека Мицкоски, јас Добре, Тренов. не добив никаква пуна за разговори, бидејќи Се извинувам. знаете зашто. И да имаше таква понуда и да сака, јас немаше да прифатам, бидејќи мојот став јавно го презентирав. Јас нема да учествувам во ново парламентарно мнозинство. Тоа 100 пати го кажав. И кој тој сега да речеме, што ќе рече, Тренов кажува едно јавно, ќе одам ќе разговарам. Сигурно. Јас држам до принципи. Значи, вие сметате дека бомбите се флагрантно кршење на демократските човечки права. Сигурно. Бекте за специјалното јавно обвинителство. Сметате дека Не, само јас имав резерви. околу што? Стои.
имам дискусија во предното реков дека тоа е надвор од уставот, формирањето на специјално јавно обвинителство, дека тоа е надвор и тоа сега го кога вака разговарам со најден го давам да видат. Но тогаш беше притисок голем. И знаете што? Нашиот проблем всушност имав и амандмани тогаш. Добро. Барав да има, меѓу другото, ако има отпори да се спроведе која истрага, попречување на правда. Сакам да бидеме објективни. Добро. Значи, вие сметате дека треба или не треба да има специјално јавно обвинителство? Треба да има. Треба да има. Да биде во состав, во склопа на нашиот Добро, значи за финеси може да се разговара, знаете, меѓутоа ако системот, судскиот систем, обвинителскиот систем, дете и сега, нели тоа продолжува, е јавната од политичките партии. Вие мора да имате адхок тело кое ќе расчисти, така било и во Америка, така било во предлагам во законот, тука е тоа. На крај ќе завршиме нели са политичката, да дајме политичката рамка на целиот овој процес. Вие влегувате во владата 2020 година. 4 години имате пауза, не сте пратеник во македонскиот парламент. Кога влегувате во власта, веќе усвоен Преспанскиот договор. Имплементиран на Преспанскиот договор и неколку месеци после тоа Македонија, мислам дека со гласањето на Шпанија или претходно веќе го завршува целиот тој процес околу ратификација и полноправно членство во НАТО. Прифатлив ви е вас грчкиот и дали ви е прифатлив бугарскиот договор? И што е разликата помеѓу грчки и бугарски договор? Во јавноста се стекнува впечаток. Павле Транов и Диме Велковски се единствени два пратеника од владината коалиција кои не гласале за бугарскиот. Не е бугарски, француски предлог. Тоа што Александар Вучич го кажа сега. Тоа е така сега. Тоа е предлог на Европската унија. Така презентира јавноста. Дали вие, бегајки од гласање за францускиот предлог, ја напуштате владата, сметате дека ВМРО ќе победи на следните избори и фаќате имате девојачки мост или понтонски мост со ВМРО ДПМН да направите коалиција. Дали тоа суштината? Нема никаква идеја, никаква комуникација за било каква коалиција со било која политичка партија. Тоа го тврдам одговорно. Немало средби. Со ВМРО немате? Никакви комуникации. Значи, комуникација во смисла на средби, разговори во рамките на парламентот, да, секојдневно таму комуницираме, разговараме за сите теми, но никој не ми рекол на мене, Тријанов, ти ја напушти коалицијата, дојди со нас. Ништо тоа би било голема, да речеме, глупост. Вие очекувате дека ВМРО ДПМН ќе победи на следните избори? Ништо не очекувам. Јас очекувам Македонија да биде, односно генерален секретар смета и тоа го кажува во комуникација со своите колеги во владата дека ВМРО ДПМН ќе победи. Дека тоа е мотивот на кој вие напуштате владата. Определо пенсија. ВМРО не можеме и за СДСМ да збориме. Ние имаме стратешки разлики. ВМРО не е сменето. ВМРО е изолирана партија, вие градите кариера дека сте американски човек, ција сте ја донеле и сега одеднаш сакате да скокнете во коалиција со партија која е изолирана. Не, добро, значи тоа пошто да затвориме. Јас немам. Видите Александар Николовски изјавите што ги дава дека војната во Украина е хуманитарна катастрофа, дека тоа не е војна, дека тоа не е агресија. Па тоа е нереформирана партија. Добро, вака. А вие сте човек кој сака да реформира систем. Овие прашања, овие коментари, тоа се сепак ваши изворни анализи. Тоа јавноста што го збори. Јас само сега како гласник на јавноста ви го поставам ко прашање. Не сум видел такви прашања во јавноста. Значи, еве да кажеме што неколку работи. Околу воде на дипломатијата. Мислам дека министрот за надворешни работи Бојар Аспани не ги застапува автентичните државни интереси, уште помалку интереси на мнозинскиот, на македонскиот народ. Политика на коленичење, што ја води пред бугарите или пред другите мигрантски представници. Дали е тоа во интерес на европската перспектива Македонија или не? Апсолутно не. Да прифатите бугарски договор со Бугарија, каде што има 3 спорни одредби, кои што ја не се сложи. Кои се спорни? Еве, дека имаме заеднички корени, заедничка историја. Второ, дека ќе се формира комисија за образовани историски прашања. Ќе се приспитува историјата на Македонија. Трето, дека секоја година ќе се подготвува протокол за спроведување. Еве, меѓу другото, можеме ли ние да презатоа на владата да реагира? Комисијата за историски и образовни прашања, на средба да се соодветната комисија, бугарскиот дел, да разговара за историските аспекти на Охридската, македонската Охридска архиепископија. И да пишува во учебникот за седмо оделение бугарски став, дека тоа е бугарска архиепископија, а да пишува во другиот дел Македонија, став на Македонија, дека тоа е македонска. И ќе го учат тоа учениците од седмо оделение. Дали се гради така национална свест? Дали тоа можам јас да го прифатам ако тоа е став
ако го прифаќа тоа владата предводена од СДСМ и партијата СДСМ. Добро, можеме ли едно по Имаме значи едно по едно. Ама не се веќе кажете пет Еве тези, сега, пет тези за франскиот предлог. Македонија, ова е Не, Франција. па тоа го се одговара. Ај ќе ве прашам. Значи едно по едно за да можеме да ги издебатираме, да може публиката да свати. Вие велите дека немаме заедничка историја со бугарите. Немаме заеднички корени. А што е ВМРО? Да. А што е ВМРО? Абе, ВМРО, тоа е самостојна политичка Како партија. самостојна? Начело на таа партија бил Тодор Александров? Бил Ванчо Па Михайлов? бил, сега- Како се декларира? Нема се женом, јесте биле 4 мандати во парламент и Дали коалиционен, имаше тогаш, ама сте дали биле имаше и сте биле такви таа активности? партија во својот статут има континуитет. Конгресот прв втор што е во Прилеп, не е прв втор, туку е 11, 12. Не можам ја да одговарам за ставовите на другата политичка партија. Ви имате став дека тоа не е тоа е апсолутно заедничка историја. Па пола од тие што биле начело на организацијата. Па 6 од тие 7 или колку што се основачи на таа партија се декларира. Ние се за Тодор, за Татарчев, за Христо Татарчев ќе дебатираме дали се пишал бугарин или дека не се пишал бугарин. Така ли ќе фалсификувам историјата? Трено, каква е таа формулација дека не е заедничка? Па ВМРО е најзаедничка историја на Македонија и на Бугарија, која е била власт во Република Македонија. Се вие Маријан Ѓорчев ќе правите тука. Ние зборуваме за заеднички корени. Тоа го злоупотреба Бугарија. Какви заеднички корени? Заеднички корени, дека ние потикнуваме дека ние сме исти народ, тоа е тезата на Бугарија. Ма за вие кого го спомнувате? Захариева, го спомнувате Каракшанов. Од сите тие силни барања на бугарите. Има декларација, резолуција на парламентот. Таа декларација е адаптирана со нивното освојување на француски предлог. Се Таа декларација веќе не вреди ни 5 пари. Вака сега, јавност да знае. Ајде. Дали историските образованите прашања се дел од францускиот предлог? Има ли билатерални прашања? Се вградени. Член 12 се повикува од договор. Дали тие прашања се дел од грчкиот предлог? Не. Како не се? Историја. Не, историја, учебници и така натаму и така натаму. Вие значи имавте еден став дека ќе прифатите да гласате ако ни се гарантира реципроцитет со малцинските права на македонците во република. Па ни се гарантират ли реципроцитет на малцинските права на договорот во Грција? Гледате, сега го имате Преспанскиот договор, направен е Преспанскиот договор, врз база на тој Преспански договор вие влегувате во власта со Зоран Заев и станувате пратеник 2020 година. Не ви пречи Преспанскиот договор, ама ви пречи бугарскиот договор кој на исти узанси е направен кој Преспанскиот договор. Знаете што? Значи непринципиална е позицијата. Да, јас сум вклучен во овие процеси од кога сум пратеник. Тогаш околу францускиот предлог, околу подпишување на договор со Бугарија. Тоа беше во затворени кругови. Бугарите сметат дека сте дел на длабоката држава. И кога бугарите говорат за длабока држава, сметат вас како дел на политичко милје, подосна политичко милје, дека се повампируваат силите на длабоката држава и го спречуваат во успоставување на добро соседско односи помеѓу Македонија. Суверенитетот на оваа држава. Сакам да го задржам. Заштитите? Така затоа што еве дојде францускиот предлог, така ли? И што од вас на пример ви смета ако бугарите, што вас смета ако бугарите се составени дел уставот на Република Македонија? Ништо не се. Само сакам да се докажам. Значи кога дојде францускиот предлог, прво го одбивме сите. Вториот предлог кој апсолутно не претрпе никакви промени, сите беа против. Невладниот сектор беше, медиумите беа. Како не претрпи промени? Ама како не претрпи промени, па историските прашања не се составен дел на францускиот предлог. Тоа е проблемот. Ама како не па имате видите се. Ви имате комисија помеѓу Полска и Германија која функционира 50 години. Имате комисии помеѓу Германија, Австрија, имате комисии помеѓу други држави кои имале одредени конфликти, исто како што меѓу Македонија и Бугарија. Имате комисија која треба да биде формирана помеѓу Македонија и Грција и не е формирана, знаете. Тоа се договори кои ви овозможат како времената спогодба вие да влезете во ЕУ или да влезете во НАТО и нормално да функционирате како што е договорот со Косово, знаете, трено. Вие сте многу искусен човек, сега знаете за некои такви кваки да се фаќате за да можете тоа да го потенцирате како клучен фактор за излегување од власта. Оформите гума за спасување, сакавте на Мицкоски гума за спасување да му фрлите, да не се гласа во парламентот, тоа е суштината. Не, само ако дозволите 5 минути да ја обозложам целата теза. Значи кога дојде францускиот предлог, имаше средба, Ковачевски организираше и тогаш јас предложив. Единствен бев што предложив да има јавна расправа, да се вклучат сите експерти, невладен сектор, медиуми. Прифати, ама да го објават, не беше објавен, беше ни преведен, беше на англиски јазик.
започна таа јавна расправа и не доби подршка во јавноста. Од вас, медиумите, доби сериозна критика, невладиниот сектор, тие што беа, да речеме, невладени организации кои што беа проевропски или со подршка што функционираат на европското. Не, само да се докажам се. Ајде. Против. Се договоривме, меѓу другото се договоривме да се формира парламентарна група која што ќе подготви заклучоци. Јас имам заклучи Демократски сојуз, ВМРО, ДПМН, СДСМ. Се направи таа една средба, разговараме. Имаше договор министерот Маричич да ги сублимира сите овие и да направи едни заклучоци. Тој тоа не го направи со продолжение дека Александар Николовски имал пресконференција и кажал некои ставови кои што ваката вина, што едно сме разговарале, а друго кажал јавноста. Тоа не помина. Јас седнав, направив сублимирани заклучоци. Кога ги направив тие заклучоци и пратив на истите партии што тука разговаравме. Тогаш ми се јави Мицковски и ми предложи: Тријанов, добра основа за да се разговара околу заклучоците. Ја ги урадив нивните сугестии и на ВМРО, и на СДСМ, и на Демократски сојуз. И на Ковачевски му ги пратив на сите партии практично и започна дискусија околу тие заклучоци кои што апсолутно беа Македонија да го подржи францускиот предлог со одредени резерви. И ќе ги кажам кои се резервите. Прво, да биде вградено во тие заклучоци дека македонскиот јазик ќе биде официјален службен јазик после приемот на Македонија во Европската унија. Второ, историските прашања да се тргнат, односно да не биде вграден член 12 од договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Историски образовен. На тоа протокол секоја година протоколите да бидат предмет на имплементација. Значи имаше 3 работи ако имаше добра политичка волја. Меѓутоа што проценев јас? Дека СДСМ сака да го монополизира процесот. Овој процес да го движи сама. Дека тие се само они проевропски, заедно со ДУИ, дека другите се против Европска унија. Таа монополизација, таа, да речеме, манипулација во јавноста, јас тоа не го поддржувам. Сакам сите партии да бидеме вклучени во тој процес, да не ги делиме граѓаните и партиите кои се за Европска унија. Сега се земавте на кофа поликолор и пробувате да го кречите Мицковски ВМРО да помане. Не ме интересира ВМРО. Јас изборувам. Сега земавте на кофа поликолор и сега го кречите Мицковски и го правите проевропска партија. Не. Па чекайте, се извинувам. Они така се декларираат. Овие симпатизери на бугарските движења, бугарските културни центри, што се тепа, цар Борис и така натаму и така натаму што се формира. Тоа се или членови или симпатизери на ВМРО да помне. Гледате, ама не се извинувам. Сега рековте дека Бугарија Македонскиот парламент гласаше и го прочита францускиот предлог за разлика од македонскиот парламент на невидено, бидејќи е изгласан во бугарскиот парламент и подосна после нашето одбивање се направени корекции во предлогот кој Македонија го прифаќа после враќањето на македонска делегација од Брисел. Ама не се извинувам. Со тој предлог кој е прифатен во бугарскиот парламент е изфрлена од игра декларацијата која цело бугарско собрање има усвоено. И одеднаш од сите тие силни барања на бугарите, кои не растурија, капитулиравме, распродаваме историја, распродаваме се живо и диво, се сведе на внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија. Значи може да се ромите, може да се турците, може да се власите, може да се сите. 3.500 бугари ќе дестабилизираат Македонија ако се остане дел на Уставот. Знаете ли зашто му фрлате гума за спасување на Мицковски? Бидејќи тоа веќе не е бугарски предлог. Тоа веќе не е ни француски предлог, тоа е предлог на цела Европска унија со поддршка на Соединетите американски држави. Ако се стави на гласање во парламентот, ВМРО или ќе избега како со гласањето за Фронтекс, се продава македонскиот јазик, ако треба да гласате за одредена декларација од Фронтекс за кажа македонскиот јазик е официјален јазик во Брисел, ВМРО го нема. Или ќе гласаат против, или ќе гласаат за, па тогаш 50.000 гласа ќе од на контото на левица или на... Вие го спасувате Мицковски. Не, апсолутно. Ама апсолутно го спасувате. Не знам зашто влегувате во тој процес. Стратешки интерес водам сметка за нашите национални државни интереси. Како партија сакаме тоа да биде врвен приоритет. Еве да ви кажам сега околу уставните промени. 15. јули некаде мината година се прифати францускиот предлог.
Дали вие ги видовте уставните амандмани што треба да бидат, преку кои треба да бидат вградени бугарите? Ги нема. Дали видовте образложение што значи? Јас сакам анализа. Ова е владата е одговорна работа. Треба да направи анализа, само да се докаже. Анализа. Ние говориме за дипломатија или говориме за медиуми? Дипломатијата се има таен дел кој си ги води. Ние не сме го виделе. Па треба директен пренос да се прави. Како пренос? Треба сите детали да... Па тој договор би е ставен. Вие сте го прочитале тој договор. Па и за договорите за ОКТА не се гласаше. Гледате, има тамо дополнување, анекси и така натаму врз кои ќе плаќа Република Македонија. Амандманите, треба Сега анализа. Еве сега да ви кажам две информации. Добро. Бугарија, државниот врв што договориле? Ако се внесат бугарите, прво што ќе покренеме за бројот Кој државен врв? на Бугарија. Добро. Ќе покренат прашање околу тоа за бројот на бугарите во Македонија. Ма не тоа го кажа Слави Трифонов го кажа процениле, тоа. Го кажа минатата година дека поради репресивност на полицијата во Македонија, тие 100.000 или 120 што земале бугарски пасоши, не се пишеле на пописот 3.500 дека се бугари. Не, само дослушайте ме. Значи, околу 100.000, они заклучиле, не се 100.000 кои што станале сега, подпишале дека имат бугарски корен, дека се тие 250-300.000, ако се сметат и нивното... Колку нашите колеги имаат бугарски пасош? Сигурно многу. Ги извадили Трајанов, она што е на Унија на жени, односно не Трајанов, се извинувам, Каракачанов, го извадили Александар Николовски. Се сликали тамо Антони Милошевски. Или Димовски сликан бил тамо. Ако извади првиот премиер, ако извадил, и следните премиери извадили некој Джин го имал и така натаму и така. Лјупчо Георгиевски му извадили во вестникот Стру, ама нема, се извинувам се Трајанов се. Треба анализа. Втората одлука, значи првата е дека ќе покренат, дека тука има 250. Ма не што е проблемот. И втората одлука, знаеш што е? Знаете што е проблемот? Да започнат после изборот на нова влада, започнат да делат пасоши. И тоа нема да условуваат бугарски пасоши. И што мислите уште колку ќе добијат? Тоа не е стратегија на градење на добри соседски односи. Ако не влеземе во... И трета работа, еве. Добро. Дали сте вие против? И вие за тоа излеговте од владата. Дали сте вие против? Не. Дали сте вие против државниот врв да го поставува прашањето на македонците во Бугарија? Второ, дали сте против, зборам како јавност и така натаму, против тоа да инсистираме да се имплементират одлуки на Страсбург. Едно здружение да регистрират. Еве, еден културен центар, јас одмах ќе гласам. Еден културен центар на македонците, само еден да формира. Почетно да подадат рака, да речат добро. Има ли турско малцинство во Бугарија? Има. Има партија. Не, таа партија е регистрирана како бугарска партија. Таа е нивна, знаат сите. Значи тие македонци кои се во Бугарија, си можеле да формираат партија на истиот принцип кој што е формирана во наводници партијата на турците. Таа не се, ама не сигурно, ама видите сега, како држава никош не сме ги помогнале македонците таму. Манипулација, значи нема манипулација. Поддршката на македонците тамо со она што е направено договор Лјупчо Георгиевски, претходно Киро Глигоров, па времената спогода така натаму и промените на уставот кај што Македонија го менува нели знамето и се откажа од бранење на правата на малцинствата во соседните држави за да може нели да ги регулира односи со Грција од 95-та година. После тоа ниту една македонска влада тоа не го направи, вие сте биле член барем на 3 или 4 македонски влади, дали ко пратеник, дали ко министер за внатрешни работи. Немајте. Имало периоди кога биле значи ние кога бираме вас. Да. Јас гледачите било, ние ве бираме првенствено да ги браните интересите на македонците во Македонија. Јас кога сум бил на позиција ги бранам и секој сум ги бранам. Интересите на македонците во Македонија се да бидеме членка на Европска унија или да не бидеме членка на Европска унија. Немојте сега кој Александар Вучич да бидеме членка на Европска унија. Сега вие тука кажувате дека реципроцитет бугарите, значи видите. И втора работа. Се утепавте и вие и ВМРО ДПМ не да објаснувате што кажале бугарите. Не. Ама што сте вие? Трансмисија на бугарите, портпароли на бугарите, телевизор, мегафон на бугарите. Па ајде кажете што кажува Македонија. Од сите тие силни барања на бугарите, тие се сведоа бугарите да бидат составен дел на Уставната република Македонија. Дали они ке барале да се дали негират постоење на македонскиот народ, на македонскиот јазик? Дали тврдат и натаму секојдневно тука доаѓаат во Македонија и кажуваат дека исти народ? Дали тоа не ве навредува? Дали тоа не создава чувство на како да кажам, на повреда на чувствата на припадност? Дали треба државниот врв да реагира? Апсолутно. Дали треба да реагира? Навредува и се чувствувам понижен
исклучително мизерен, но има една цел. А таа Да направиме трик, да речеме тоа не е важно да влеземе во Европска унија. Кој ќе влеземе? А таа цел, значи минатата емисија ние разговаравме. Да. Првата цел беше да се одвоиме од СФР Југославија. Да. И на референдум, каде што вие имате едно од клучните сега улоги, ние, сега јас како Павле Трајанов, кој што бидејќи словенците клучните креатори на македонската држава, со Европа здај ја градат државата 30 години. Значи јас можам да ви набрам, ако вие наброите 5, ја да ви набрам уште 50 работи кои кажуваат бугарите и кои нас не прават да се чувствуваме мизерно. И тие го кажуваат тоа. И сега ние го кажуваат, и тие го кажуваат тоа, и тие го кажуваат тоа за ние да се чувствуваме мизерно. Зошто го прават тоа? За ние чувствувајќи се мизерно да не гласаме за уставните измени за бугарите. Кој ќе има бенефит тоа? Па бугарите, бидејќи Македонија нема да биде членка на ЕУ. Бидејќи врз база на тоа што не е членка на ЕУ, не 100.000, 500.000 државјанство ќе се и пасоши ќе се дадат. Дали се отворени уставните промени? Дали има расправа експертска? Дали има образложение зошто? Дали кои се позитивни и негативни аспекти, освен евентуално тргана? Не, вие рековте дека СДСМ сакал ексклузивитетот со ДУИ. Тоа е нивната стратешка грешка. Видите. Требаше кога дојде франскиот предлог, јас во таа улога француски предлог, медијатор, требаше имаше многу протести по македонските улици. Имаше 3 месеци, имаше 3 месеци протести. Ако не знаете да водите државничка политика, ако не сте државник, ако немате осет дека треба во овој процес сите да ги вклучите, ќе го вклучевме на по било која цена, по било какви отстапки ВМРО ДПМН. Како гласаше ВМРО ДПМН за Преспанскиот договор? Се повлече, не гласаше. Не гласаше. Не. Ама зборам, тоа е одговорност на власта да направи се. Како гласаше ВМРО за специјалната јавно-обвинителство? Учествуваше ли во рушење на специјално јавно-обвинителство? Учествували ли во блокирање на сите процеси во Република Македонија? Кој го струши? Кој го струши специјалното јавно-обвинителство? Сега вие ги амнестирате, вие ги амнестирате. Па Боки Тредичи аферата, снимање, разговори, Зоки Милевски, Кичевски, корупцијата, криминалот. Специјалното јавно обвинителство беше под целосна контрола на СДСМ и на господинот Заев. Вие ги амнестирате луѓето кои блокира 3 или 4 години државата и велите тоа не е државотворна политика, зошто бидејќи овие што ја блокира државата требале да ги вклучат во процесите. Ама како ќе вклучат кои тие не сака да се вклучат во процесите? За сите Христијан Мицкоски смета дека бугарскиот предлог или францускиот предлог или предлогот на Македоната не само носи политички поени. И тоа за вас е окей и треба да се направи се да се внеси Мицкоски да се откажат тие политички поени. За ВМРО ДПМН не сакам да полемизирам. Не, па за нив разговарате. Јас разговарам за ставите на Демократскиот сојуз. Не ме интересираат нивните ставови. Мицкоски ве поддржа вас и рече ние го прифаќаме предлогот на Павле Трајанов после лидерската средба, тоа да има реципроцитет во односите со Бугарија. Никогаш бугарите нема да прифатат да се формира политичка партија, тие ни прифаќаат и точно е. Дали бугарите таа исправна политика? Апсолутно неисправна. Најде ние се гледаме македонската политика. Па тоа беше класична македонска политика. Јас предложив од таа лидерска средба да упатиме апел за признавање на македонците во Бугарија. Што има лошо во тоа? Ма тоа ќе блокираше процесите на преговори во моментов, Трајанов. Нема да ги блокира. Трајанов во моментов, лете, Трајанов. Па ние сега тамо надвор од таа врата. Тоа е политика на коленичење, постојано да прифаќате нешто. Како е тоа сега? Доека ние снимаме тука. Да. Надвор врни дош. И е ладно. И ако вака облечени излеземе надвор, ќе смрзнеме. Ние семе тука на маса, има парно, пиеме кафе, пиеме вода и така натаму и така натаму. Се наоѓаме на маса. Можеме и да ручаме, можеме и да нарачаме нешто друго и така натаму и така натаму. Ние сме внатре. Тој тамо мрзни надвор. И тој цупка, ама не, тој цупка. Тоа видите, тоа е голема манипулација. Дека ние сме дел, ние не сме дел од Европската унија. Ние не сме внатре, ние не носиме одлуки. Па не сме, па тоа ви објаснувам. Ама вие не ме дослушате. Ние сме надвор, Трајанов. Ние сме тамо надвор на дождот, цупкаме тамо. Не, јас друго полемизирам. Бугарите се тука на маса, Трајанов. Не, целиот бугарите се во Европска унија. Не е друго тврдат. И Ковачевски викат дека ние сме сега внатре на маса заедно разговараме. Па ние ја сакам тоа. Во НАТО да, во Европска унија. Не, во Европска унија, дека тука поарно да преговараме во Европска унија и сега ние не сме разговарале со Бугарија, сме разговарале со Европска унија. Па ние разговараме
за барањата кои се вградени, бугарските барања во францускиот предлог и сега преговараме. Билатералните прашања стана прашање на Европската унија. Тоа е проблем. Може ли Ние тој што не е на можеме да се масата? избориме за ништо. Може ли тој што е на масата да брза? Или тој што е надвор на ладно? Ние сме тамо надвор. Тамо надвор и ќе останеме, ако не правиме. Ова прашање. Замислите во моментов, кога ние нема да ги усвоиме уставните измени, иако јас мислам дека тоа е дел на стратегијата на СДСМ и на ДУИ, тука се согласувам со вас, бидејќи треба да го донесат ВМРО ДПМН да гласа против уставни измени и целата оваа операција на ново мнозинство всушност беше операција на Мицкоски да не се гласа за уставни измени, бидејќи ако се гласа за уставни измени левица расти, ако не се гласа ВМРО е дополнително изолирана. Вие му помагате со излагање од власта, вие огнените момци и другите му помагате на Мицкоски да има нестабилно мнозинство, да има нестабилно мнозинство, за да може да не се гласа во македонско. Тоа е суштината тренов. Другото, капак на се беше реконструкцијата. Разговараме со Ковачевски дека нема потреба таква авантура. Имаме 64 пратеници. Стабилно мнозинство. Кастор Свеџи Реджепи беше во тие 64? Огнени момци беа во тие 64? Да, тука сите. Немаше без ако се случише тоа, ако се случише со Беким Сали, со окупацијата на Скендер. Никој не кажа дека нема да подржува владата. Никој. Тој проблем беше внатре во ДУИ, ДУИ требаше да си го решава. И кога веќе почнаа тие процеси, прво ги негира, јас прв пат објавив, мене ме притиска, викат ако не се сложиш со политика, што не напуштиш, викам од мене не зависи владата, ги овие алијансата се пред врата чекат. Негираше Ковачевски, испадна така. Алијансата влезе во власта за да се стабилизира мнозинството. За да земат министерски места, алијанса... да земат заменички министри, да земат директори и да вработат голем број на луѓе, бидејќи партијата нивна ги почна да ги губи гласовите, да губи поддршката и мисля дека ако се дел влада. Не е таа европска коалиција, сакам да ви кажам. Не е таа европска коалиција. Некоректно. Значи сега не ви пречеше кога со алтернатива со 3 пратеника, бидејќи Скендер за Ит Реджепи не гласаше. Нема, не се извинувам се. Алтернатива не ви испречеше кога со 3 пратеника, кога со 3 пратеника зема 2 или 3 министерски места и некаде 20 клучни директорски места и тоа не ви пречеше и кренавте рака и после 13 ноември 2021 година. Но сега со алијанса на албанците со 8 пратеника кој зема помалце места од алтернатива, тоа не било европска, тоа не било европска коалиција. Знаете што е разлика помеѓу сега 2021 година. Сега сте договорен со ВМРО ДПМН и сметате дека ВМРО ДПМН ќе победи, тогаш не бевте договорен со ВМРО ДПМН. Тогаш беше принципиелно бидејќи не бевте договорен со ВМРО ДПМН, сега е непринципиелно бидејќи сте договорен со ВМРО ДПМН. Тоа е суштината. Тоа се апсолутно погрешни проценки. Значи СДСМ кога Заев си поднесе оставката тогаш беше голема приказата дека што туку не се одржала меѓувладина конференција, дека ќе биде таа на 15 декември, па после Заев пролонгира за 13 јануари во Елисејската палата и дека услов да продолжиме овој процес е да имаме влада. Тогаш ние бевме со оставка, немавме влада. Тогаш кажав дека оваа коалиција на непринципилни устои, дека мора и тогаш барам да биде застапена соодветна и правишна застапеност на сите етнички заедници. Тоа не доби гласност. Кога ви владата во парламентот 2020 година? Да. Како паѓа владата 2019 година? Бугарското вето, Заев поднесол оставка и се распишат избори, треба да бидат март, април, поради короната и се случат на 15 јули. И ве влегувате во таа влада. Влада која всушност падна и беа нови избори и формира нова поради бугарското вето. Како влеговте у влада со бугарско вето и како сметавте дека ќе отрнете тоа бугарско вето, кога тогаш ги слушавте сите тие ставови и на Каракачанов, и на Захариева, и на Бојко Борисов, на протести по софиските улици кои го радикализираат Бојко Борисов тоа да го направи. Вие влеговте во владата која требаше да го трне бугарското вето. Видите се, јас не се согласувам со бугарската политика. Па не е суштината дали се согласувате или не се согласувате. Суштината е дали ќе влезете тоа или нема да влезете. Ајде. Дали тогаш кога се подпишуваше Преспанскиот договор, дали не беше тоа услов за влез во НАТО и без било какви прешки за влез во Европската унија, да се започнат преговорите? Добро. Каде тоа го нотира Европската унија, НАТО
Бугарија дека нема да прават пречки. Дали е моја одговорност кој што не сум учествувал или не сите нас? Сега. Значи направиле Сега не стратешка грешка. Добро. Ако веќе правиме такви отстапки, што апсолутно ја дури и Заев го подржав за храброста што успеа да го потпише преспанскиот договор. Неспорно. Ама беше силно ветувањето дека влегуваме во НАТО, во Европска унија. Па се јави сега Франција стави вето, па после Бугарија. Тренов. Брат му Зоран Борисов, Заев, така ли? Зоран Заев братот е Борисов, политички. тој го стави ветото на Македонија. И сега, наместо ние да се бориме, да ги зачуваме нашите национални државни стратешки интереси, ние сакаме да коленичиме, да молиме, се да направиме сите отстъпки, само да нема вето. Јас сакам да се бориме. Значи не викам дека ќе ги блокираме процесите. Никој не ги блокира и не може да го блокира европскиот пат. Никој не може тоа да го направи. Затоа што тоа е силно определува. Независно што последните анкети покажуваат разочараност кај македонските граѓани. Но наша е стратешка цел. И јас се што зависи од мене, се што зависи, ќе направам се тој процес да се движи напред. Што се случува во Бугарија? Што се случува во Бугарија после двете бугарски вета за Република Македонија? Паѓа владата и не може 2,5 години, трета година ќе влезе да формираат нова влада. Бојко Борисов, Кирил Петков и така натаму и така натаму. И партиите што се против македонците губат избори. И мислите дека има таму многу македонци гласачи. И мислите дека тоа паднато од небо? Дека тоа не го има некој сработено, при тоа не мислам дека Република Македонија го има тоа сработено. Тоа е казната за Бугарија. И ако Бугарија продолжи ова да го прави, 6, 7, 8 милиарди евра буџетски пари од Брисел, нема да легнат на контото на Бугарија. Што прави Бугарија? Анимозитет кон бугарите и кон бугарската политика, стимулиран тука од политички партии, ние самите да не гласаме за уставните измени. Ако самите не гласаме за уставните измени, тогаш бугарите немаат проблем. Тогаш нема да останат без 7 или 8 милиарди тренов. Видите, значи сега влегуваме во бугарскиот филм, самите да си ставиме вето, самите да бидеме изолирани или да влеземе во процес на изолирани. Поедноставуваме за или против. Дали сте за Сталин или против Сталин? Ама кој е тој став? Ако јас победам на изборите, и ако јас се формирам владата, ќе гласам за уставни измени, но претходно мора да ми дајте предвремени избори. Тоа ли е политички став? И во зависност од тоа дали сте власт или сте опозиција, вие ќе го обструирате или нема да го обструирате. Ами тоа е, и како вие ќе ги направите тие да бидат државна партија или да водите државна политика, кога тие луѓе постојано бойкотираат се живо и диво во државата? Гледана е вашата емисија, еве што предлагам. Ајде. Да отидеме на есен на избори. Ако успееме да биде Македонија. А зашто да не отидете на пролет? Па нема еве да не бидејќи. Нема зашто да не отидете, зашто да не отидете на пролет? Може и на пролет, ама еве да не Зашто да не се направат гласање за уставни измени, па да видиме кој е ставот на ВМРО, па не велите не се расправа за уставни. Зашто не дајте предлог во мај или во јуни да се гласа за уставни измени? Не, обратно е предлог. Еве го Артан Груби излезе и даде предлог со 2 точки. Седница на парламентот со 2 точки. Да се гласа за предлогот. Еве тоа претпоставам дека нема да се успее да има 80 пратеници. Еве национален државен интерес е ние да го деблокираме процес. Нека се организираат избори. Еве на есен, во септември. Партиите што ќе изгубат, дали ќе изгуби ВМРО, дали СДСМ, дали Демократски сојуз, тој што ќе победи на изборите мора да го поддржиме сите после. Ќе го поддржиме сите. Еве, нека победи европската опција, коалицијата за. Ако победи СДСМ, со оваа стратегија, еве, јас ќе гласам за било какви уставни промени, ќе ги поддржам. Ете тоа. Ако изгуби, нека гласа за тоа што ќе го предложат тие што ќе дојдат на власт. Овој ваш предлог инкорпорира гласање во парламентот за уставни измени пред избори или не инкорпорира? Не, после избори се гласа. Видите, глед како фрлате гума за спасување на ВМРО ДПМН. Зашто? А зашто да не дојме ситуација? Не, ја не сум против ВМРО ДПМН, ако сака нека ги гласа уставните промени сега. Зашто да не дојме ситуација? Ние пред избори да знаеме кој е ставот на ВМРО ДПМН, ќе гласа за уставни измени. Вие викат нема да гласа. Па нека не гласа, ајде да ги видиме.
Зашо? Добро ден. Имат ли право гласачите? Ама јас тоа Имат ви ли го кажам право- цело имат ли време. право Каде гласачите? се уставните промени? Па Каде се јас мадманите? мислам дека требаше завчера да ги стават. Нема ги Пред- никаде. Не, пред 2 Па месеца. што не ги ставил па да уште видиме, летото? кој е ставот на Ама Трајанов. зашто не ги- Кој е Сигурно. ставот, на Тоа Мицковски, исто. ќе Еве, за едно гласа прашање или се нема да сложиме. или нема да гласа. 15 јас јули, сметам дека зашто треба не ги направи Јас уставните сметам промени дека од сега? треба во ноември и декември да се стават уставните измени и точно да се знае. Ама Дали касно ќе е ноември, декември? Не, јас мислам минатата година ноември декември. Да. Јас бев уште, мислев дека Да се гласа, Маричич па да ќе видиме. седне тим, ќе ги направи уставни промени летото и веќе есента ќе И гласа. јас се согласувам со вас дека СДСМ Зошто не ги направи? Јас се согласувам со вас дека СДСМ смета дека треба да го донеси Мицковски да не гласа за уставни измени, да се зголеми стравот кај населението дека ние ќе останеме на тој пат позади Албанија и врз база на тој страв да се мобилизира одредено незадоволство во јавноста, кое е незадоволно во СДСМ, но е исплашено дека ако бидеме изолирани, дека тоа е стратегија на СДСМ и на ДОИ. И ние можеме да дебатираме дали таа е коректна или некоректна, меѓутоа мислам дека треба македонската јавност да знае која е политичка партија. Вие не можете да видите кога ќе дојдам на власт ќе гласам за уставни. Не бе, или гласа за уставни измени или не гласа за види, уставните. Не може тоа да ќе се зависи од тоа дали си власт или не си програмските власт. пределби. Јас сум за Европска унија. Мојата програма ќе биде за влез во Европска унија, за корените реформи во сите области, да се приближиме до европските стандарди и за тоа ќе гласам. Не може партии кои што ја криминализира државата да ми зборат за европски вредности и дека тие сака да влезат во Европска унија. Со кој багаж ќе влезат таму? Еми тоа што Павле Тренов нема да имаме партија во Македонија кој ќе не внесе Па сега нека дојдат нови. Нема да имаме Нека дојдат партии, нови. тогаш нема да имаме Нека партии кои ќе дојдат не нови, внесат. чисти Овие партии. 30 години овие партии ако Ама почнеме да сакам да бираме бидеме криминалци, тоа ќе принципијални. биде како телефонски Принципијални. именик, нема кој уствари нема на тој Поставете телефон. го прашањето зошто СДСМ ги влечи подготовките за уставни промени. Ама вие се сооднесувате кога да не сте биле дел на владина коалиција. Ама тоа јас го барам цело време. Вие исто. сте се сооднесувате, Не. се одеднаш како ова алтернатива, Не, седеле година ден не. на власта и се Цело од време кои имаме изделе им текнало за Не. заедница на албански општини во Значи Република имаме Република ние Македонија. околу 56 ставови кои што се различни од ставовите на СДСМ. Јавно Па објавени. вие само што влеговте во власта, отиде на радио лидер вашиот генерален секретар и велеше дека во времето Никола Груевски медиумските слободи се многу поголеми отколку што сега. А седи таму е заменик на Горан Милевски, заменик министер за локална самоуправа во власта. Тоа е негово право, Тоа е слободно. непринципиелно страна. Знаете, вие да седите во власта, седна во- да седна седите во во власта, владата, да ги уживате правата и привилегиите на Бевме нели власта. парламентарно мнозинство. Да. А тука Дали да господинот Заев даде ли режим, интервју? да амнестирате режим на Никола Груевски. Дали господин Заев даде интервју за Багнес? Да, и тоа е едно срамно. Прва партија што најостро реагиравме и го судивме тоа. Натаму, ние рековме, ако сте вие принципиелна партија, ако сте за борба против корупцијата, дајте да го имплементираме проектот ДЕКРИ, војна против корупцијата. Тоа е. Не. Тоа е. Дајте да направиме Македонија биде една изборница. Колку верувате Тренов ова? Јас верувам, бидејќи овој проект е направен како Тоа дел вие го пишувате. Јас го пишував. Се разбира дека направив бројни консултации со експерти, домашни, странски, дека разговараме за овие прашања со представници на Соединетите американски држави, на Европска унија, на ОПСЕ, дека направиме исто така трибина, законот е готов и прашање е сега, Тренов. ќе го поднесеме. Овој закон, оваа агенција, за која што вие спомнавте, треба да имаме независна институција. Ова е шансата да имаме непартиска, стручна, високопрофесионална институција која што ќе работи на откривање на тешки облици на криминал, на висока корупција, која што ќе го открива, детектира скриениот имот на носители на јавни функции, ќе предлага конфискација, која што ќе предлага забрана на политичко И действување да не застаруват. И да не и застаруват. да нема застројање. Тоа е прв приоритет во проектот ДЕКРИ, да нема застареност. И за ова ќе имате поддршка. Во емисијата во Центар се кажа. Бидејќи тоа е нешто со кое требаше да се расчисти не сега. И сега, пред 15 сега или пред 20 години. ќе ги ставиме на Тест. тест. Кои се за Европа, кои се за борба против корупцијата, кој ќе го обструира овој закон. Па ќе века тоа е надвор од уставот, па нивните партиски експерти ќе почнат тоа да го релативизираат и така натаму. Ако има определба кај СДСМ, кај ВМРО, ДПМН, двете партии за ефикасна борба
за неселективна борба против корупцијата, криминалот, ова треба да го поддржат. И тоа треба да го донесеме овој закон за 2 недели, не повеќе. Да започне да формираме една институција од 30 до 50 луѓе високи професионалци. Најлошо што има. Ако можеше специјално јавно со мал број на експерти од МАБАР, од финансиска полиција, Така. ќе ги собереме сите експерти. Дури ќе предложам од Државниот завод за ревизија има исклучително добри експерти тука да се вклучат. Од финансиска полиција, од МВР. Ова е начин, сакам да го искоренеме криминалот, корупцијата во Македонија. Тоа е значи октоподот да го удриме силно со чекан по глава, не да го сечеме. Како велеше Хари Костов дека после 20 години рамковен договор кој е исполнет, кој е реализиран, дека треба да има рамковен договор за борба против криминалот. Ова е тоа, рамковен договор за борба против криминалот. И јас сакам да искажам благодарност за врвните експерти што го поддржаа со сите резерви. Јас сите забелешки што ми ги дадоа, стручни, квалификовани, ги прифатија. Исто ќе бидам отворен во парламентарната расправа. Ако има креативни идеи и предлози, да ги вградеме во овој закон. Но блокадата, значи блокада на Македонија за влез во Европска унија. Тоа ќе биде конкретна работа. 1 сат разговараме и втората емисија 1 сат. Имаше незгодни прашања, Добро. Си сподивте. Не, јас сакам да биде динамично и добро што има различни мислења, идеи, но јас сакам да презентирам. Тренер, јас сум за една изборна единица. Европска унија, Јас сум за одиме напред. Јас сум за една изборна Не ме интересираат ставовите на другите политички партии, тие што обструират, опонират, а тие сами ќе се одговорат пред своите гласачи. Јас сум за една изборна единица и за отворени листи и народот си каже за кого сака да гласа, а не кој им го нуди партиската елита или партиската бирократија. Уште ова сакам да кажам дека со ова одлука за, да речеме, да не идеме дел од парламентарно мнозинство. Значи добиме прв пат огромна поддршка на Фејсбук, на мејлови, на коментари, на јавување што сакат да се приклучат и добро е што вие поддржувате идејата за една изборна единица. Ако Македонија биде една изборна единица, навистина ќе имаме промени во државата. Во спротивно и натаму ќе ни владеат СДСМ и ВМРО ДПМН, а се разбира дека и ДУИ. Многу среќа. Се надам нема да ја видиме коалиција со Мицковски, дека не се реформира таа партија, дека нема да бидете понтонски мост, гума за спасување како што во винот. Ние сме автентична партија. И дека ова што го правите бидејќи верувате во тоа, а не врз база на некои проценки кој ќе победи изборите и врз база на тоа да може да се прилагодите. Изборите никош не се сигурни кој ќе победи. Јас ова го правам за интересите на нашата држава, на нашите граѓани. Друго ништо не ме интересира. Многу среќа. Се гледаме некоја следна прилика. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Кефтов, почитувани гледачи, втор дел на интервјуто со Павле Тројанов. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде да си?